За реплика е пријавен господинот Макрадулијани, повелете. Кога се лаже си имало како вика онај Господин Ѓорчев, зашто викате? Мислите дека ако викате со лажни аргументи ќе го одбраните нешто Ставревски? Или вака се подсетивте дека од лева страна кој ви седела Бети Кузмановска, од десна Горан Кузмановски, ве гледам тука на слика, вака исто викавте? Кога бевте во Крива Паланка со Оливер Алексовски, вака исто викавте неговиот брат? Кога држите пресконференција, овде ве гледам со Бети Кузмановски, Горан Кузмановски, како председател на местниот комитет 17, дека некои луѓе преоѓаат од Обединети за Македонија во ВМРО ДПМН, колку пари им дадовте од детонатор нив? За колку пари тие преидоја во ВМРО ДПМН? Како се осеќавте на митинзи кога одевте дека одите со човек кој што во март месец 2011 година Министерството за внатрешни работи му поднесе кривична пријава за недозволена трговија со алкохол? Вие како зборувавте ќе се бориме против корупцијата? Вака викавте така на митинзи? Како се чувствувате сега кога гледате дека луѓето што се ставени таму на листата се донатори на ВМРО ДПМН во кампањата? Попријатно ви е? Или уште повеќе ќе викате? Или Бранко Црвенковски е крив? Господине Владко Ѓорчев, пратете што зборуваат американците. Значи, тие велат дека оваа влада не може да се справи со корупцијата. Оваа влада, американците велат дека најголем корумпиран човек е Мијалков и Милејана Киевски. И вие не ви смета тоа, ги поддржувате и мислите ќе викате со лажни аргументи, како што САП го кажавте, а не е точно, и дека ќе ја замајувате јавностот и странски зборови употребувате, повие па ќе се водушевуваат од ВМРО ДПМН. Не е така, господине Ѓорчев. Изборната единица 3, каде што најтешко се живее, постигна најдобар резултат. Ама одговорот е во детонатор. Ако тие луѓе, по јавното признание на Министерката за внатрешни работи, 2 години ги малтретирале граѓаните, ги уценувале, ги рекетирале, зошто мислите дека во мај 2011 година тие ништо не правеа на терен? Или може би правеа? Значи, како луѓе кои што потврдење на Министерката за внатрешни работи тероризирале луѓе, рекетирале, уценувале, во мај 2011 одеднаш станале мачиња, ги нема нигде. Или може би ја донеле победата во изборната единица 3. Моралната одговорност и вашата честност и вие ќе ја докажете. Ќе се откажете од некои гласови што ги имате добиено од овие луѓе овде, што имат кривични пријави за повеќе годишно рекетирање и уценување на луѓе. Ќе се сложите дека тоа истото може да го прават и за изборите. И уште нешто, во изборната единица 3 тешко се живее. Во вашиот анкетен лист гледам од 2008 до 2011 поприлично добро живеете.